Slušaj vamo. Dragi moji prijatelji i prijateljki, zdravo. За последен пат ви се јавувам во 2024 година и искрено да кажам, препол сум со ентузијазам. Во години сум кога ентузијазмите малку се топат, кога веќе ги пребројуваш годините, кога имаш помалку години, претпоставува за живење од што си имал децении позади тебе. Не е тоа нихилизам, сосема ми е окей, напротив. Но, знаеш, како човек се смирува со годините, малце спушта вртежите. Мене минатата година толку многу ме напумпа. Прво, изминативе година дена имав неколку здравствени искушенија, големи, тешки, не дека ми е прв пат нешто, ама некако циклус на некои 10-20 години им се повторуваат некои работи. И окей е тоа. Убаво е така човек која ќе дојде во некоја голема здравствена криза, финансиска, интимна, секаква криза. Кога ќе излезеш од нејзе, имаш сосема поинакви перспективи од претходно. Работи што многу те потресувале сега се беззначајни, работи за кои не си се припотресувал, гледаш колку се... Значи, целиот фокус некако се изместува. Бидејќи мојава емисија, мојава колумна е пред се политичка, морам да кажам дека дел од тој ентузијазам е врзан и лично со моето битисување и работење и професионално, нели, на медиуми. Имав големи успони и падови и по ова прашање тука. Уште не се јасни работите во врска со мојата веќе преку скоро 25 годишна Јади Бурек, да до година 25-та, 26-та ќе бидат 25 години. Whatever. Кои да ги брои веќе, вау, и големите јубилеи не се пребројуваат. Така што не знам што ќе донесе, но возбудата ми е во ова. Полека се допремувам и го ширам подкастот, така што наскоро и овие видеоколумни ќе ги продуцирам малку повеќе, со повеќе камери, со илустрации, но не она за монтирање туку во живо да иде по-спонтано, да иде по-брзо, не она со некои финти за да биде поинтересно, бидејќи претпоставам дека ја она што сакам да го гледаме, она што сакаат да го гледаат и гледачите, конзументите, но интересна работа е, све можам да направам, освен да се разубавам, бидејќи луѓево можат и 1 сат да гледат убав човек. Колку и да е глуп, колку и да тресе глупости, 400-500 милион гледање и кликови, нема чим си убав, леле колку си убав, леле колку си паметен, леле колку си добар, а викаш, чекај стварно да чујам што збори, што кажува колегата, колешката, врска нема, луѓе мои. Луѓето сакаат убави работи. Ја не можам да ви пружам убави работи. Ама се трудам да бидам забавен, интересен и да наоѓам потенцирам други работи. Вечерва и денеска поточно 24-та, крајот на 24-та го завршувам со ова капче, затоа што е можеби една од клучните работи што ни се случи во 24-та. Но, ако падот на ВМРО 2016-17 беше и предвестник на падот и она што ќе се случи, и некако падна, беше предвестник на она што ќе му се случи на американскиот претседател за неколку години, а се случи буквално по истото сценарио. Сега имаме една обратна ситуација. Но обратната ситуација повторно има една динамика на тежина која ја гледаме и таму, а првен започна во Македонија. Имено, знаеш, не е проблем ти да победиш некоја власт.
ке ги разубедиш, секогаш има многу незадоволни, ке ги разубедиш луѓето дека овие не се добри, а ти си подобар, па дури и да не ти веруваат, едноставно инстинктивно е во демократијата, слушај, колку и да е добар, дај бе, тргни го, мислам, стварно не функционира. Многумина не се согласуваат со мене и викаат што му фали на Путин, што му фали на Макрон, види ги колку години се на власт или на Меркел. Луѓе мои, знаете што, единствената разлика, колку и да е Макрон лош, колку и да е Трудо лош, колку да е една сегашна гарнитура лоша во некоја европска земја. Мене она што ме загрижува, што кога ги сакам и ги почитувам, например, председателите со цврста рака, со здрав став, со исправен компас, морален, етички, политички, еве, да речеме дека и Путин ми се допаѓа. Проблемот со тие земји ми е што после него. Дали ти си изградил систем кој ќе функционира и после тебе? Знаете, пред некој ден беше годишница од како беше Чаушеску стрелан. Чаушеску и не мораше да биде стрелан, така е? Се согласувал. Југославија и не мораше да се распадне. Се согласувал. Да немаше вечни лидери. Види, Тито ни беше добар, супер. Замислете Тито да успееше тоа колективно раководство многу рано да го укапира дека да изградиш систем кој ќе може да се саморециклира и ќе се базира на здрави основи, а не на националистички, бидејќи колку и да си добар горе, секогаш има отпор. Зашто бе овој вечен да биде? Мислам, тоа е човекова природа. Сакаме, многу ќе навиваме. Еве, Вучич ќе падне. Кога тогаш ќе падне? И не е проблем да падне. Проблем е што после него. И ќе дојдат сега Ајвани и Ајдуци. Пазете, неговата моќ и издржливост, како што беше и на претходниот Груевски, не создаде нова генерација која институциите ќе функционираат, немавме распад. Нема да затоа што знам што ќе се случи и во Русија, знам што ќе се случи и во Србија. Значи проблемот сега, новите гарнитури, новите луѓе, новите структури, па кои умеѓувреме за да преживее го продал задникот на запад, на исток, на север, на југ. Ме разбирате? Catch my drift. Значи, затоа во Италија Мелони е феноменална, ја обожавам, прекрасна ми е. Ке падне утре еден ден. Дали овие работи што ги поставува и принципи ке функционираат? Да, затоа што државата, институциите се здрави на здрави темели. Како тоа се поставува? Тоа ти е како зелена трева. Знаеш, ти идеш во Британија и ке видиш леле каков убав зелен тревник. Како можете вака? Па вика, ке посееш трева, ке ја полеваш, ке ја косиш. Па вика истото, го правам дома, ама вика 400 години. Демократијата бара трпение, издржливост и активност на целото општество. Ние се уште чекаме, уште како у бивша Југославија и како бившите системи, ние чекаме. Чекај, јас сум ја гласал власта, така? Да. Среди ми работа ово, наваму и таму. Не бе, власта е да ја држи државата. Све друго ние средуваме. Што се случува со Соединетите Американски држави? Соединетите Американски држави во најголемиот свој развој, вкупниот данок им беше околу 10%. Државата толку земаше. Во овој момент Соединетите Американски држави под ова повеќе децениско водство на демократите, Буш не беше никогаш републиканец, тоа да знае. Сите политики на демократите ги спроведе. Има 40%. Колку има Кина вкупен државен данок за фирми за ова? Измеѓу 10 и 20%. И после се чудите зошто бизнисот напредува во Кина. Нормално дека ќе напредува, затоа што не е оптеретен собственикот. Ние уште викаме, тој е богат, тој краде, удри му данок, оданоче ги.
земјите најразвиени имаат најниски даноци, ги пуштаат луѓето да заработуваат колку сакаат. Колку повеќе заработуваш, толку повеќе креираш работни места. Работни места не креира државата. Креирам јас. Ако отворам телевизија, па вработам уште 20-30 души. Вие, ако отворите некој мал бизнис, па ще ширите. А не да ви идат парите за партија, за држава, за данок, за ДДВ, за 300 чуда. 10% е сосема окей и терајте магарето. Ете тоа ми е. Она што го гледам и ми дава позитива е што во Америка се случува токму тоа. Токму тоа го размислува Елон Маск, Доналд Трамп и токму тоа е она Department of Government Efficiency. И јас тоа се обидувам да го зборам гласно за да лобирам преку вас. Оти секој од вас се знае со некој си партиски. Па тој партиски се знае. Добро, јас се знам со Мицковски, се знам со многу министри. Моја работа е да ги знам барем главните политичари, но ваша работа е да ги убедувате. Јас секако дека со ова што го зборам ги убедувам. Намалете ги даноците, прекинете хајки да правете, затоа што тоа ќе придонесе повеќе бизнис, повеќе пари. Многу повеќе чисти и јасни пари. Државата помалку можеби ќе собира од сегашните 40%, ама тие 20% ќе растат волуменски затоа што повеќе бизниси ќе се отвара. Луѓе, зошто бегаме во странство? Бегаме во странство затоа што во тие држави данокот е најнизок, затоа им се и платите високи, затоа што има инвестиции, затоа што инвеститор доаѓа вика колку данок ќе плаќам? 10. Тука ќе градам. Многу е едноставна целата работа. Нам ни се изремети со тој социјализам, државата јака да била. Не бе, јас јак да бидам, вие да бидете јаки. Ако ние сме јаки, јака е државата. Не може сиромашен народ, а да биде јака држава. СССР се распадна. Јак беше, колку беше јак? Вака, за неколку години пропадна. Југославија, за неколку години пропадна. Ние богати бевме? Не, ама сите еднак ги чувствувавме фино и така натаму. Едноставно економијата е малце поинаква. Она е органска, она е природна. Никој не може да те натера тебе да се вложиш ако немаш добри услови. Ке се спакуеш и кидеш на Кајмански острови, колку е данок? 5%. Па чекај, ја ако бурек правам таму бе, ја ке заработам 40 пати повеќе него ли овде. Таму ќе продавам бурек. И му успеало, чудна работа. Оптимизмот ми доаѓа прво затоа што голема промена ќе се случи во Америка, а Америка кога ќе кивне, цел свет качува температура, така да промената таму ќе биде како домино ефект врз големите држави кои сега се чисти комунистички творби. Франција, Австралија, раководствата им се, они се уште го имаат тој капитализам, ама Канада, каде што гледате дека има работи каде што се построги, по надвор од умот од што беа во социјалистичка, комунистичка Југославија. Па дајте бе луѓе. На Бугарија заликуваат и со даноци, и све повеќе се задолжува државата, и се повеќе тоне. И сега се чудат, зашто Кина иде толку добро? Затоа што Кина у овој момент работи како што Америка работела почетокот на 20 век. Дали знаете дека во Америка годишно се граделе 10.000 мили железничка пруга. Знаете колку е тоа? Тоа од Москва до Владивосток еднаш годишно да градиш. Приватници граделе, не државата. Се надпреварувале кој ќе има подобра пруга, подобри линии, кој ќе даде подобра понуда. Приватници. Во Франција каналите што се за транспорт и така натаму за вода, цела Франција, ние малце го знаеме, бидејќи сега не е толку во употреба, но тоа го изградиле приватници во 17 и 18 век. И со тоа си го развивале бизнисот и денеска Франција е заради тоа богата, а не затоа што Макрон и пар комунисти, социјалисти нешто им текнало. Тоа е толку јака основа и ние тоа го имаме со оваа власт. Зошто? Затоа што оваа власт, кога ќе го почувствува дека нема да се занимава со лубриканти, кога ќе почувствува, затоа што прво имам добар сенс за тоа што е бизнис и што му треба на бизнисот да се развие, ама у моментов не можеш да го развие, затоа што Европска Унија ти е лоша верзија на Бугарија во предпадот на комунизмот.
Oni уште така си размислуваат. Они ќе кажат кој за што да троши пари, како да троши пари и каде. Бизнисот е многу органски. Ние дома не треба да ни каже некој, вам дома никој не треба да ви каже што ви треба. Треба првим прозор ќе ставиме. Ама за прозор ќе ставиме затоа што размислуваш, провер, здравје, ово, онова, тамо. После ќе купиме тепик, после ќе земеме ова, после ќе земеме телевизор, после ќе земеме фрижидер, после ќе земеме ова, ќе инвестираме во нова кола, ова ни треба, овдека ќе го. Така и со државата. И сега некој ти доаѓа куќен совет, вика добар ден, сите има да купите правосмукалки. Што ке ми имам две? Не, ние донесовме одлука, сите има да купите правосмукалки. Тоа ти е држава на колективно уредување. И многумина викаат дека е тоа многу пофер, дека не за кого е нефер тоа. Тоа е нефер за оние што не работат. Некој ќе рече, ама има луѓе што не можат да работат. Никогаш у ниедно општество не биле фрлени на улица луѓе. Никогаш социјалната неправда не била поголема во едно социјалистичко одошто во капиталистичко друштво. Само пропагандата била поголема од едното во другото. Никому не му одговара. Дали знаете дека здравствените принципи за работнички права кој ги има воспоставено? Русија? Октомвриската револуција? Не. Хајнц 1800 и некоја година во своите фабрики кај што произведувал кетчап, Хајнц кетчапот. Да, тој кетчап, Хајнц, што го купувате и вие. Тој е американски, тој е германец во Америка кој почел да прави турши и ова, онава, меѓу останатото и кетчапот. 76 производи има, затоа е таа 76, не се. Сватил дека од исклучителна важност му е неговите работници да се здрави, да имаат добра хигиена, добро здравје. Значи, морале да имаат здрави заби, да немаат температура, да не се болни. Што треба да го направиме тоа? Затоа што губел. Додека го направи еден добар работник, па чист работник, па да не му зарази, за да не се уништи целата производна лента што се произведувала, бидејќи ја пласира на пазар, сакал, се борел. И затоа станал број 1 во светот, ги донел сите регулативи што треба. Чистење под ногти, миење раце 3 пати од денот, здравствена заштита, лекари да има. Дали сваќате дека органски, природно на бизнисот си ги решава проблемите? Аво немало асфалт до фабриката, ќе асфалтираме. Затоа што ми треба побрзо да дојдат, побрзо да си отидат, подобро да ми функционира, да не ми се кршат шишињата. Дали сваќате дека во суштина на моменти тоа нам не наликува. Големите економски кризи настанаа кога државата почна да се меша во тоа и бараше поголеми даноци. Големиот дел за изградба на Америка е големата криза. Тогаш државата почна да зема многу пари и затоа дојдоа сите кризи. Сите економски кризи кои викате дека се капиталистичка творба, напротив, се социјалистичка творба затоа што државата се повеќе зема од джепот на оние што работат. Не само на капиталистите, и ние, колку ние даваме за здравствено, данок, ДДВ, МДВ, така натаму и така натаму. Сите давачки не треба да ни се поише од 10%. Па да видиш како нема да се трча ни во Германија, ни овдека, како ќе може човек да се спакува за да не дава огромни, да сега на луѓе им се исплати у Германија да плаќа и по 1000-2000 евра кирија, за да таму работи, за да му остане нешто. Овдека живееме во своји куќи и своји станови и пак два и крпиме. Оваа власт ќе се задржи многу долго затоа што овие позитивни промени ќе останат во Америка и ќе бидат долгорочни, освен ако не им джитнат или некоја атомска бомба и се деси некоја. Но тоа нема да се случи. Се надам дека на 20 јануари јас ќе правам директен пренос од инаугурацијата на Доналд Трамп. Ќе се радувам на промените на така наречениот Department of Government Efficiency и се надевам дека истото ќе се случи кај нас, да се исечат едно 10 министерства, да државата што помалку зема, а да има што повеќе народот да си создава, да си прави, да си креира и да бега од администрација. Затоа што администрација треба да биде бедата, треба да биде јадот и треба да бидат неспособните, као што и се. Но оние што знаат и што работат не да бидат прогонувани, туку да им се даат услови затоа што они покрај себе ќе вработат уште 10-20 души. Тоа е искрено мое мислење
секако дека има многу за и против, особено оние кои се за колективно раководство, за колективни раководство, договорно општество, тоа така наречено се вика, нели, ајде да не речам комунистичко, социјалистичко, затоа што при потресите многу се помали жртвите меѓу народите и така натаму и така натаму. Умре тоа време. Ниедна држава нема да си ги пушти низ вода собствените деца. А гледате, вие денеска една Индија, една Кина, мислите нешто многу се потресува за своите работници? Безмилосно е. Безмилосно е. Затоа Apple не се глупи, затоа им се таму фабриките. Ефтина работна сила која гине. Никакви права немаат, ама им произведуваат врвни продукти. Средина секогаш има. Среќна нова 2025, драги мои пријатели и пријателки, ќе биде многу добра година.